59.000 денари е вкупната потребна сума за достојно да преживее едно 4-члено семејство за еден месец. Трошоците во месец март во споредба со месец февруари се зголемиле за 1.500 денари. Износот на синдикалната минимална кошница секој месец оди во нагорна линија. Од синдикатот со забелешка дека зголемувањето е најизразено во делот на храната и пијалоците, што е резултат дека трговците не го послушаа апелот на синдикатот и действувале исклучително во интерес на зголемување на својот профит, што доведува до нефер трговски практики и осиромашување на работниците и граѓаните. Откако се укинаа гарантираните цени на прехранбените производи, пијалоците, овошјето и зеленчукот, граѓаните се во ценовен шок. Велат дека на секое одење во дуќан цените се менуваат помалку, но постојано. Најмногу покачување велат дека забележале на млечните и месните производи. Може се оди поскапо. Тие месните производи се кај. Има покачување на нешто. Дел има устанно нешто, дел има и качено. Ако земеш лево е 103 динара. Ако земеш сирното 150 динара. Па има, да, има накачано. Млекото е покачано. Млекото, лебо се па иста цена. Од Министерството пак најавија за честени инспекцијски контроли на државниот и трудовиот пазарен инспекторат и санкции за секое нелогично покачување. Секое неетичко однесување на било кој еден трговец ќе се казни на најсериозен начин. Што тоа ќе значи? Знаеме од минатото. Ние сметаме дека конечно лекцијата е добиена, дека во државата освен правење на бизнис и креирање на профит, мора да има морал и етика и во кај компаниите. Проблемот со поскапувањето кој е се повеќе евидентен се очекува да биде решен со законот за нефер трговски практики, кој иако беше усвоен ќе стапи на сила дури после 6 месеци.